Почитувани гледачи, како што најавив на самиот почеток, ова утро имаме гостин во студиото на Рано наутро. Тоа е Тодор Арсовски, студент од Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје, студент на одсекот соло пеење. Добро утро, Тодор, и добре дојде во студиото на Рано наутро. Добро утро, Ангела. Фала прво пред се благодарам на поканата. И така. Чест ни е што си наш денесен гостин. Еве да започнеме од твоите почетоци. Музичкиот талент е нешто што е вродено, меѓутоа многу луѓе го имаат тоа чувство за музика, меѓутоа не го искористуваат. Кој е твојот поттик за да навлезеш вака длабоко во музичките води? Јас потекнал пред се од, да кажам, аматерска музичка фамилија. Така. Мојот дедо порано бил играорец, мојата баба порано пеела, мајка ми порано во така наречен пионерски дом свирала хармоника. Потоа почнав уште на мои рани години да свирам хармоника. Потоа ме запишаа на нижо музичко. Така, овде во Штип? Да, овде во Штип, нижо музичко. Тоа е многу одамна, 2001-2002. Се запишав на клавир кај професорката Станка Спасикова Лазова. Потоа одлучи да продолжиш и на факултет. Да, потоа се запишав средно музичко. Така. Да навлезам кога бев, имав дилеми дали да се запишам инструментален клавир или инструментален соло пеење. Така. И тоа ми беше многу голема дилема, но благодарејќи на мојата драга професорка која се јава во Америка, поздрав до Америка, Станка Спасикова Лазова, таа ја направи конечната подела дали да се запишам на соло пеење или да се запишам на клавир, но сепак се одлучивме да се запишеме на соло пеење кај мојата драга професорка Виолета Вучкова-Арсовска. И така. Значи тоа е поттикот што го одбра соло пеењето. Да. Така, на часовите по соло пеење се изучува така наречената белканто техника. Тоа подразбира пеење без многу напор во комбинација со вежби од вербек техника на пеење, која што подразбира негување и чување на гласот, правилно дишење при процесот на пеење и ослободување од тензија и стрес. Што представуваат овие техники, еве вака да ги споменеме? Белканто техника е типично техника, италијанска техника, која пред се изучува легато, финоќето на пеењето. Али за еден основен пеач да почне да пее, треба прво да научи правилно да дише, правилно да поставува гласот напред и затоа што ние оперските пеачи не пееме на микрофон, туку пееме све во живо и за да исполниш една сала ти е потребно да имаш пред се волумен, потоа тоа секако се постигнува со правилно пеење и со правилно поставена техника. И дишење, така? Да, пред се дишењето. Колку е тешко оваа техника да се изучи? Ништо не е тешко во животот ако се сака и ако се работи макотрпно. Значи, тоа пред се љубовта кон без разлика дали на оперско пеење, дали свирење клавири, дали свирење некој друг инструмент, значи ако се има преголема љубов пред се, ништо не е тешко. Така. Споменавме дека со музика се занимаваш уште многу одамна, уште како дете. Кој е твојот прв музички настап? Мојот прв музички настап беше 2008, 12 јуни во галеријата Безистен тука во Штип. Јас настапив тогаш прв, го отворив концертот со мојата професорка која беше студент на правенката во Македонска опера и балет Весна Гиновска Илкова, која сум сега и јас студент таму. Тоа ми беше желба и мотив да станам еден од тие членови во незината класа и на крајот успеав, секако со труд и работа. Така. Како што споменав, се уште си студент на Факултетот за музичка уметност, тоа значи дека постојано запознаваш нови луѓе од оваа област, дека собираш нови искуства секојдневно и учиш од еминентни музички имиња. Што научи од музиката од овие луѓе? Јас пред се
на секој надпревар или на секој мастер клас или на секој семинари се сретнуваме со многу различни колеги. Така. Со многу различни колеги и си разменуваме искуство, значи секој искуство, секој ново кој ќе го чуеш и секој пат е ново дојдено, пак ќе се навратам. Мојата професорка има преголемо искуство на нашата сцена и надвор, 20 годишна кариера. И многу е добро да се така наречено да се искупа, да се искупат некои работи од такви еминентни пејачи као Весна Гиновска-Илкова и така натаму. Така. И доста други превенции кај нас во Македонска опера и балет. Така. Подготовката за соло пеење бара посебно внимание, посветеност и труд. Колку време, еве да речеме, во текот на денот посветуваш на себе, затоа што пред се мислам дека ова треба да се негува како некој вид спортистите што секојдневно тренираат и имаат кондиција за да можат да излезат на надпревар. Ние пеачите поготово кога се спремаме за надпревар, работиме секојдневно, макотрпно. Едноставно кога излеземе на надпревар, ние идеме со мотивација да се оставиме, буквално да се оставиме на таа сцена. И скоро јас како оперски пеач може да кажам дека секојдневно работам на и негова мојата техника, моето така наречено белканто, учење на различни техники, не само белканто, има и многу други техники и значи секој композитор има свој стил на арии како тој ги напишал и мора да се влезе длабоко пред се во композиторот кој ги пишува тие арии, да му се карактерот да му се изучи, потоа да почнеш да учиш некоја арија. Така. Например, Белини, Росини, Пучини и така натаму. Така. Освен музичкиот талент кој е потребен, што треба да поседува еден оперски пеач? Па, сите кажуваат дека 99% било талент, 1% работа. Се согласуваш со тоа? Јас не се согласувам, бидејќи по мене знам дека имав само 1% талент, а со труд и пред се благодарејќи на мојата професорка. Така, и упорност. Заедно, значи, јас не сум самиот заслужен за овие награди кои сум се бил, тоест заслужна е мојата професорка кога влеземе во студио, буквално се понашаме како професионалци. Така, тоа е потребно за да може да се постигне успех, се разбира. Концентрација голема, максимум. Например, ако треба да си 100% концентриран, ти треба да си 200% концентриран за да можеш да извадиш 100% квалитет. Така. Дали имаш трема за време на настапите? За време на настапите дали имам трема? Па може да се каже пред да се качам да пеам на некој концерт, може да се каже дека имам некоја позитивна трема. Така, тоа е нормално, се разбира. Да, но јас по мене можам да кажам дека јас кога се качам да пеам, буквално се исклучувам. Така. Буквално се исклучувам и мислам на тоа што сум го работел и пеем. Така. Еве да ги споменеме и твоите настапи, имаш учествувано на фестивали и надпревари на национално и на меѓународно ниво. Да. Да споменеме нешто за 54-тиот државен надпревар за студенти по соло пеење кој се одржа во Скопје. Да. Тоа е надпревар, 54-тиот државен надпревар е надпревар во различни дисциплини. Так. Соло пеење, солфеж, клавир, гитара, мислев дека има балет и така натаму. Јас настапив во втора категорија. Пеев арија на Варјашкиот гост од Римски Корсаков во втората етапа и пеев арија на Фиеско од операта Симон Боканегра. Пеев стара класика Верджин Туто Амор во првата етапа, пеев Омбра Мај Фух Хендел и пеев од Тодор Скаловски Вардаре, македонско. Тоа е надпревар кој се надпреварувавме студенти.
во комисија беа мојата професорка Весна Гиновска-Илкова, Славица Галич, Марија Муратовска професорката и професорот Горан Начевски, кои сите се еминентни професори кај нас на академија и доста строги професори. Доста строги професори у смисла строги се за ќе ти кажат некои строги работи за после потоа да ги средиш тие работи и да испаднат како што треба. Тоа е потребно. И е голема чест да се настапи на државен надпревар, бидејќи само тоа е државен надпревар. Јас се земав специјалната награда, мада не очекував. Честит. Не очекував дека ќе ја земам таа висока награда со максимум бодови. Така. Еве меѓународен надпревар, еден на кој што имаш учествувано, еден од многуте би рекла, е и руската романсијада, која што се од балканско-руската, така? Да. Која што се одржа во Софија. Да. Нешто да споменеме за овој надпревар. Тоа е надпревар на руски романси. Пред се да ги разграничиме работите, сосема различно да се пее руска романса со оперска арија. Значи, сосема се различни стиловите. Јас настапив на тој надпревар пред многу голема емидентна комисија. Пред се настапив пред еден од врвните бугарски баритони Петар Данаилов. И пред председателката на руската романсијада Галина Сергеевна Преображденска од Москва. За да се настави пред таква комисија треба пред се да си психички многу подготвен, гласовно да не зборуваме, гласовно затоа што има многу јаки пејачи, многу јаки пејачи. Така, кои се земите учеснички на оваа балканско-руска романсијада? На оваа балканска-руска романсијада бевме само нашата македонска гарнитура, така кажано, и бугарска делегација. Ние овде се спремавме со нашата маестра Елена Силјановска. Поздрав до неа. Тоа е една особа која секој пат е насмеена, секој пат дава љубов и макотрпно се работеше и со неа додека се подготвувавме за тој надпревар. Годинава го земавме Гранд Прито го зема нашиот Илја Белистојановски од Прилеп тенор, кој сега моментално пред 3-4 дена настапи во најголемата сала Кремер во Москва. Исто така, лани добивме стипендија во нашата делегација, добивме стипендија од мојот драг колега Дарко Тодоровски. Тој зема стипендија за запишување мастер студии во Москва. Исто и тој настапи заедно со Илија во Кремер. Тоа е пред се голем успех, многу труд и крајот си го краси делото. Така, колку студенти учествувавте на романсијадата? На романсијадата од Македонија? Од Македонија беме 7 души, од кои земавме Гранд При, едно, второ и јас го земав третото место. Второ зема мојот суграѓанин Лука Петешев баритон и Гранд Прито го земат, како што напоменав, Илја Белистојановски. Така. Другиот надпревар на кој што зема учество е Бруна Шпилер во Херцег Нови. Да. На Бруна Шпилер се имам надпреварувано 2 пати, година по година. Првата година кога бев, ја земав третата награда. Лани кога се такмичив на тај надпревар, ја земав втората награда. Тоа е исто така еден многу голем и реномиран надпревар кој учествува Република Србија, Република Словенија, Кина, Црна Гора, Србија кажав, Хрватска и мислам дека имаше еден пејач од Италија, но не сум сигурен. Исто така и на тој надпревар има
врвна комисија. Врвна комисија, значи, уште не си почнал да пее, да пееш, тој веќе знае како, уште по поставката на устата, ќе знае како би можело да звучиш кога ќе почнеш да пееш. Така, кои награди ги освои таму на надпреварот? Трета и втора. Така. Да. Следен надпревар кој што треба да го споменеме е мастер-клас во Пловдив, Бугарија. Следен, тоа не е надпревар. Добро, тоа е мастер-клас, тоа е семинар кој јас настапив таму. Минатата година имав покана од професорот Петар Данилов, како што го кажав, кој ми беше во комисија на Руската ромасијада. Да напоменам дека на мене ми е втор пат на Руската ромасијада, јас и лани се такмичив на тај надпревар. Имав покана од Петар Данилов, таму просто јас не очекував дека ќе бидам поканет на тој мастер-клас, но тој ме покани да учествувам, настапив. Мислам, бев на таа школа, еднонеделна школа кој имаше професор од Америка. Тој е, да го поздравам, професорот Генко Гешев. Генко Гешев, кој е еден од врвните бас-баритони кој бугарски бас-баритон кој има учено со легендарниот бугарски бас Борис Христов. Тоа е страшен глас, страшна техника, страшно се. Така, како што еве сгрешив, не е надпревар, ова беше некој вид на обука, немаше надпреварувачки карактер. Тоа е семинар. Семинар, така? На соло пејачи кои се пријавуваат и едноставно као школа. Така, меѓутоа имавте и настапи. Да, имавме настап, после секој мастер-клас или семинар, така кажам, има гала концерт на учесниците кои се учествувале на тој мастер-клас. Така. Дали пеењето го надополнуваш со свирење на некој музички инструмент? Лично јас или дали некој ме прати? Дали некој те прати? Значи, ние соло пејачите... Затоа што ти кажа дека свиреш хармоника, да, слушнавме тоа за тебе. Но ние соло пејачите секогаш мора да имаме придружба без разлика дали корепетитор со клавир, тоа е пианист, и без разлика дали оркестар. Значи, зависи на каков вид концерт се зборува. Сум настапил и на концертот Коста Трпков, во чест на професор Коста Трпков, кој се одржува во Македонска опера и балет. Да кажеме еден вид деби, концертно деби во Македонска опера и балет. Пеев арија на Фиеско од Симон Боканегра со маестро Иван Еминовиќ. Така. Операта содржи драмски текст и ликовно-сценски израз. Како успевате вие оперските пејачи да го склопите сето тоа на сцена и да го прикажете? Пред се кога се учи некоја опера, прво се разгледува либретото. Либрето или односно текстот на опера. Текстот на операта, значи прво се разгледува тоа да еден вид да направиме визија како се одвива дејствието, се тоа, потоа се учат оперските арии во таа улога. Се учат оперските арии, потоа се учат ансамблите, се склопуваат заедно и кога тоа сето се среди, потоа се оде на режиски проби со режисер и на крајот се прават сценско-оркестарски проби и потоа туто комплето право пеење. Право на сцена. Право на сцена. Така, колку време ви е потребно за да подготвите една изведба ваша? Така, од прилика. Оперска улога? Оперска, да. Оперска улога, да кажеме, еден добро месец-два е потребно со макотрпна работа. Со секојдневна работа? Да, со секојдневна работа, секој ден да посветиме внимание на тоа што го работиме. Така. Мислам дека е доволно да се спрема една оперска улога. Така. Еве да споменеме за твоите настапи, дали има некој настан кој што ти останал така во сеќавање? Некоја случка која што можеш да издвоиш?
Па да кажеме, да кажеме, сега кога полагав испит, Добро. сега кога полагав испит, ја пеев една од моите омилени арии, арија на Дон Базилио од Джоакино Росини. И кога пеев, јас имав многу трема затоа што пред се психички кога си помислиш со каква материја настапуваш на испит да пееш пред професори, едноставно се стегнеш, но за среќа јас бев максимум сконцентриран и ја испеав аријата. По моje мислење, на час така не сум испеал како што сум ја испеал на испит. Моje мислење, но да беше професорката тука, таа би можела малце по-конкретно да каже. Така, дали некогаш се случува да забравите текст? Да. Да, на мене можам да кажам од лично искуство дека ми се има десено тоа. На еден концерт, годишен концерт во Безистенот, го заборавив текстот и почнав да измислувам мој текст. Така. Тоа е еден вид снодливост. Така. За нормално публиката да не осети дека пееш сосема друг текст. Така. Кои се твоите омилени арии? Вака некои што можеш да ги издвоиш. Верувам дека имаш многу, но ете неколку од твоите омилени. Басовски арии или било која арија? Било која арија. Едно од најубавите тенорски арии мора да ја спомнаме Люче ван Вестелија од Пучини, Тоска, потоа Симон Боканегра и Лачерато Спирито Джузепе Верди, арија на Филип Еля Джамај Мамо, исто така Джузепе Верди, Ментре Гонфјар Дилянима, аријата на Атила, потоа Базилио, Дон Базилио. Има многу. Така, ова беше само Кортиџани, Риголето и така натаму. Што е она што најмногу те исполнува тебе лично во музиката? Кога се чувствуваш наисполнет? Дали кога ќе пееш сам или кога ќе бидеш на настап и кога ќе го прикажеш сето она што го поседуваш? Јас пред се одам сум, кога настапам негде без разлика, до сега за жал немам дебитирано уште во Македонски оперен балет во нека оперска улога, но се надевам во блиска иднина. Така. Јас идам со мотивација дека душата ќе ја оставам на сцена и тоа мислам дека го правам. Тоа може да го каже публиката. Така. И јас едноставно одам со мотивација само душата да ја оставам на сцена и мислам дека тоа е доволно се. Така, кои се твоите идни планови? Еве се уште си студент, меѓутоа веројатно. Моите идни планови. Дали оваа година имате некои надпревари што ве очекуваат, дали веќе подготвувате нешто? Планирам, но се уште сме во преговори на еден проект со мојот драгоцен пријател, пред се професор, подоцна после завршувањето на моите средношколски денови. Останавме драги пријатели и другари. Трајче Роглев, професор кој во факултетот односно во средното училиште. Музичко, така. Тој е професор магистар Трајче Роглев, поздрав до него. Тој секогаш љубезно ги прима моите покани да ме корепетира или да ме прати на некои концерти. Во предговори сме, но се уште немаме одредена дата што како да направиме свој рецитал во Штип. Во Штип. Мислам дека тоа ќе се деси крајот на април или почетокот на мај, се уште не сме сигурни. И желба ми е тоа да биде нешто големо, да биде убаво, секако со прекрасни оперски арии, едни од поубавите оперски арии и стара класика и соло песни. Така. Тоше, кои се твоите препораки за сите оние кои што сакат да тргнат по овој пат? Моите препораки се
да слушаат што повише музика, Така. да го работат тоа што го сакат, но имам еден совет за пеачите кои учат некои нови оперски арии, да внимаваат како ги учат пред се, како го учат материјалот за пеење, да слушаат YouTube, а и да не слушаат YouTube. Може да слушнат YouTube некои пеачи како го извеле тоа дело, но да не копираат затоа што е страшно многу лошо. Така се губи на техника, така се губи на се и пред се упропостување, големо упропостување на гласот е копи-пасте. Така, јасно. Ти благодарам што беше наш денешен гостин. Ти посакувам уште многу успеси, надпревари, концерти и се надевам дека ќе бидеме поканети. Благодарам ти, Ангела, за поканата. Се надам дека и во друга прилика, доколку моето слободно време дозволи, ќе бидам секако ваш гостин и ако се случи тој проект, што го напоменав во Штип, секако дека ќе биде и медиумски покриен. Да. Па во план ми е само да видиме како ќе се одвиваат работите, значи времето ќе си го направи своето. Така, ти благодарам уште еднаш. Фала. Почитувани гледачи, ова беше Тодор Арсовски, студент од Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје. Ви благодарам за вниманието со кое што го проследивте нашиот разговор, а еве во продолжение да слушнеме и една од неговите музички изведби.